Стебло-лист диаграм е начин на прикажување податоци без загуба на информации. Податоците се прикажани во вид на табела, така што секој податок е поделен на стебло, кое ја содржи првата цифра или цифри, и лист кој се состои од последната цифра. Како во овој пример. Да започнеме со 32. Бројот 32 може да се разложи на 30 и уште 2, но како стебло, односно десетки, запишуваме само 3 во соодветната колона и 2 во колоната за лист. Истото го правиме и со сите други броеви од листата. Во општ случај, не запишуваме наслов на табелата. Додека учиме, важно е точно да знаеме што се стеблото и листовите. На крај, мора да запишеме клуч за лицето кое што ги користи податоците, точно да знае што значат стеблата и листовите. Во нашиот пример, клучот би бил 3,1, што представува 31. Еве еден пример да решите вие. Паузирајте го видеото, одговорете го прашањето и продолжете кога сте подготвени. Дали го направивте точно? Што се случува доколку имаме поголеми броеви? Да погледнеме уште еден пример. Дадени се висините на 7 девојчиња. Да ги запишеме во подреден стебло-лист диаграм. Да започнеме со 154. Овој пат ќе ги запишеме во стеблото првите две цифри, а во лист последната цифра. Потоа ги подредуваме по големина и го додаваме клучот. Во стебло-лист диаграм може да запишуваме и децимални броеви. Еве уште еден пример. Измерени и запишани се должините на 5 гасеници. Запишете ги во подреден стебло-лист диаграм. Овој пат разложете го бројот на единици и десетинки. Потоа подредете ги и додадете клуч. Тоа е се што треба да направите. Стебло-лист диаграмот е едноставен начин за подредување податоци во табела и со тоа добиваме подобар визуелен приказ. Доколку ви се допадна видеото, стиснете ми се допаѓа и не заборавајте да напишете прашање во коментар доколку имате. Зошто да не ги погледнете и нашите други видеа? До следниот пат!